Во Центарот за култура Трајко Прокопиев денеска е отворена изложбата на дела од 30-та Лесновска ликовна колонија. На колонијата учествувале 14 уметници од земјава и странство, а кумановските љубители на уметноста имаат можност да уживаат во 28 дела создадени минатата година од 28 јуни до 3 јули. Организатор на Лесновската ликовна колонија е Домот на културата Злетовски рудар од Пробиштип. На 30-та колонија нема учесници од Куманово. Изложбата ја отвори директорката на Домот на културата Сандра Мијалковска. Ние од Пробиштип сме чести гости во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово, најчесто со сликите кои настануваат на Лесновската ликовна колонија, па еве и годинава. Особена чест и задоволство е што ќе имате можност да ги видите сликите кои што се настанати на јубилејното 30-то издание на Меѓународната Лесновска ликовна колонија. За Лесновската ликовна колонија ќе кажам дека настанала далечната 1992 година како идеја која што низ годините прераснала во една многу убава приказна која 2022 година доживеа и свој значаен јубилеј. Како што настанала колонијата, со годините се зголемувала, со текот на времето станала и меѓународна. Кога прв пат започнала, учесниците на колонијата биле сместени во конациите на Лесновскиот манастир, каде што таму престојувале и твореле. Меѓутоа, веќе неколку години учесниците на колонијата се сместени во училиштето во село Лесново, кое што пред десетина години е адаптирано и се создадени услови за таму да бидат сместени учесниците на колонијата. Оваа соработка со Домот на културата во Пробиштип е изминативе неколку години, еве продолжува и оваа година. И навистина сме горди што можеме да ги видиме овие слики на 30-та јубилејна Лесновска колонија. Проектот Меѓународна Лесновска ликовна колонија 2022 е избран на годишните конкурси за финансирање проекти од национален интерес во културата за 2022 од областа на визуелните уметности, архитектурата и дизајнот. Освен од Министерството за култура, оваа манифестација е поддржана и од општина Пробиштип.